Përshëndetje të dashur ndjekës dhe mirë se vini në podcastin ton të radhës Rishtazi. Sot nuk do të bëj një hyrje të gjatë sepse të ftuar kam Aleksandar Nikolovskin, zëvendës kryeministër dhe ministër transporti. Sigurisht me të do të flasim për çështjet të resorit që ai i mbulon, por edhe të dinamikave politike që ndodhin në vend. Ви благодарам много што сте дел од подкастот Риштази. Благодарам на поканата и да честитам, навистина правите одлична работа. Ви благодарам за добрите зборови. Еве, ќе почнам прво со вашиот ресор, Министерство за транспорт. И може би бидејќи еве почнува и сезоната. Какви патишта и автопати ќе има Македонија? Ќе може ли конечно државата да каже дека еве се може да функционира, нема да има работа, поготово коридорот 8, автопатот Охрид-Скопје? Па Македонија ќе има одлични автопатишта, би рекол најдобри во регионот во следниве години, како ќе ги завршуваме еден проектите. Факт е дека ние изгубивме најмалце 3 децении, мислам на последните 2 децении на 20-тиот век, 80-тите и 90-тите години, и првата деценија на 21-виот век, така што едни 30 години скоро и никакви инвестиции во патната инфраструктура не донесе во ситуација каква што не донесе. Први поголеми инвестиции почна да се случуваат таму некаде 2013-14 година. Па после имаше одреден застој, се обидуваме како влада повторно да ги задвижиме. Ние работиме на многу фронтови. Еве ќе ми дозволите дел да набројам. Го спомнавте коридорот 8, источното крило скоро да го завршивме. Имено од Страцин до Крива Паланка се изгради експресен пат. Изградивме и рехабилитиравме обиколница на Крива Паланка и граничниот премин со Бугарија. Деве-Бајр целосно го реконструиравме, имаме сега на втора фаза на проширување. Со Европска унија ќе го работиме потекот од Куманово до Страцин. На западното крило веќе интензивно работиме на Тетово-Гостивар. Без разлика што беше потпишан овој договор пред оваа влада да биде избрана, реалните градежни активности на терен започнаа со изборот на оваа влада. Така што се работи Тетово-Гостивар, работиме исто така Гостивар-Букојчани, популарната стража, исто почнаа активностите со оваа влада, тоа е најтежок терен, практично планини се совладуваат таму. При крај сме на евалуација со Европската банка за обнова и развој за уште еден автопат. Тоа е автопатот од Букојчани до Кичево. Така што тоа ќе е комплетно нов автопат кој што ќе го започнеме. И од таму веќе е Кичево-Охрид кој што интензивно се работи, веќе 37 километри пуштивме, остануваат уште 20 да ги завршиме до крајот на годината, и на тоа сме при крај исто така на евалуација и на избор на изведувач за Скопје-Блаце, исто така со Европската банка за обнова и развој. Сакаме токму тоа да ве прашам да имаше уште, ама вака кога зборувате, сите се стрекни. Мислам, нема човек кој ќе каже да, супер. Но реалноста, тоа што граѓаните го викаат, не веруваат дека ова ќе се случи. Зошто? Од тоа што и вие сами кажавте. Вие сте од Охрид, јас сум од Струга, по потекло, ја кога одам во Струга, најверојатно и вие сега кога одите во Охрид, подолго одите отколку побрзо. Па не знам кога сте биле последно, ама времето сега може да ве демантира, затоа што имаме веќе 37 километри автопат пуштен, така што... Но сепак има работи, уште не е довршен, 20 години, нели, имаше една слика која најверојатно била AI, имаше едно мало дете кај патот, нели, кај автопатот Скопје-Кичево, и после имаше еден до него слика со еден порастен човек и викаше ова малото дете кога почна автопатот, сега дечкото работи на автопатот да се заврши. Ги знам тие шеги, но ајде да ги видиме објективно работите. Значи прво, автопат не се гради за една година никаде во светов, ни во Македонија. Она пропаганда главно кинеска која што доаѓа дека за 3 дена мост изградиле, тоа се глупости. Прво има процедури, бетонот само колку треба да се исуши, камоли да се заврши. Еве кинески компании работат во Македонија од некои стари договори, па што не градат мост за 3 дена. Така што една е фикцијата, друга е реалност. Значи нормален период на изградба на автопат со некоја средна должина, еве да речеме 40, 50, 60 километри, е некаде околу 5 години.
Тоа што Охрид Кичево почна 2014 година и не се заврши 2019 година, е проблем на претходната влада, која што од политички причини тој проект го напушти. Факт е дека 7 години влада на Зоран Заев, на СДСМ и на ДУИ, тој проект не се работеше. Од причина што тие решија политички да го напуштат, нели, отвараја судски процеси и така натака. И ние не можеме да преземеме одговорност за 7 години претходна влада. Ние сме друга влада. Јасно, но прашањето е дали ова што ќе го кажете ќе се спроведе. Како да ги убедиме граѓаните? Да, тоа е идејата. Да, мора да го имат контекстот, овие не се да-не одговори. Да, јасно. И затоа име во конфузија и после тоа. Ние кога бевме избрани, метро асфалт немаше на Охрид Кичево, кога велам метро немаше. Значи воопшто немаше ни 1 метар асфалтирана делница. Успеавме за година и некаде 6 месеци, значи вкупно 18 месеци имаме активна работа, претходно ни требаше период да проучиме и да видиме кај сме да завршиме 37 километри, што е огромно достигнување. Така што и јас, според мене, на Охрид Кичево велам дека се работи година и пол. Претходно не се работело. Јасно. Едно е да се работи, па да не се заврши, друго е да воопшто не се работи. Така што овие година и пол на Охрид Кичево покажуваат дека ние сме многу сериозни и дека многу сериозно ги водиме проектите и тоа е најдобар доказ дека ќе завршуваме и проективе кои што се после нас. Значи идејата е според термините што сте ги дале, нели ги спомнавте, ова ќе се заврши. Го спомнавте патот до Блаце, автопат, магистрала, што ќе се случи? Значи автопат ќе биде. Да. Нема дилема за тоа, но кога и како ќе почне, тоа бидејќи исто има голем интерес. Таму имаме што кредит, што грант, во договор со Европската банка за обнова и развој, одиме според нивните правила, затоа што за да се изгради инфраструктурен објект, најбитно е средства да се обезбедат. Имајќи предвид дека ги обезбедуваме од таму, ги следиме нивните правила и според нивните правила сме во финална фаза на избор на изведувач. Кога велам финална, очекувам за максимум недели, не месеци, туку недели, да Европската банка за обнова и развој го избере изведувачот и после тоа да почнат да работат. Таму рок за завршување е 3,5 години според правилата на Европската банка за обнова и развој, имајќи предвид дека и делницата е пократка. Добро, значи за неколку недели ќе се обезбедат средства и после за 3,5 години би било добро. Еве ќе ве држиме за збор. Кога сме кај инфраструктурата, битен момент е железницата со Бугарија, со Албанија, многу пати се зборувало, но исто така сте најавили еве да го заокружиме овој дел со транспортот, летови нови, што во тој контекст може да се очекува и повторно мене тоа прашање ми доаѓа како граѓаните да бидат убедени дека се ова ќе се исполне. Во однос на двата аеродроми, таму би рекол дека успесите се и најголеми. Откако беше избрана оваа влада, до денес имаме 28 нови дестинации. Тоа е скоро дуплирање. Например, Скопскиот аеродром беше со 38 дестинации пред да бидеме ние избрани, Охридскиот беше со 6. Значи, вкупно имавме 44 дестинации и сега ние на тоа додаваме уште 28 дестинации. Тоа го потврдуваат и бројките. Скопскиот аеродром на територија на поранешна Југославија, според мерењето на XU Aviation, е аеродром со најголем раст. Двата наши аеродроми во првите 4 месеци оваа година надминаа 1.300.000 патници, имаат за 30% повеќе патници од минатата година. А лани прв пат поминавме 3 милиони, оваа година очекуваме да поминеме над 3,5 милиони патници, што за држава од 1.800.000 жители е огромна работа, скоро дупло од бројот на жители и она што по мене е најзначајно во услови на глобална криза во авиоиндустријата, пред се заради војната во Иран, ние сме единствена држава која што отвара нови дестинации. Во следниве неколку недели се отвараат 5 нови линии. Austrian Airlines почнува да лета редовно Виена Охрид, што ќе одлично изради после тоа конектинг летовите од Виена натака. Визер почнува да лета од Полска, Вроцлав и Краков, исто за Охрид, што ќе одлично за развојот на туризмот, ќе донесе полските туристи, а од Скопје имаме две одлични летни дестинации кои што ќе продолжат и после летото, но така се перцепираат. Едната е Палермо на Сицилија и втората е Алгеро на Сардинија. Така што сме единствена држава што отвара нови летови и дополнително на тоа, може би е познато во јавноста, може би не,
целосно со керозин го снабдуваме Приштинскиот аеродром и делумно Нишкиот аеродром, што значи дека заради добрата организација во Скопје функционираат и овие два аеродроми. Не велам дека не би функционирале поинако, но секако цените би биле... Секако, да. Токму географијата го прави и твоето. И во Албанија има најави за нови дестинации, но мислам дека регионот има потенцијал тоа да го направи. Очигледно... Мислам дека е добро што Албанија гради нов аеродром. Ќе се растерети Тиранскиот аеродром и претпоставам дека туристите ќе одат после тоа на Валона. И јас и на шега со претходната министерка за транспорт и вице-премиер Белинда зборувавме, велам, кога ќе изградите два аеродроми, тоа ќе се мериме Тирански со Скопски. Сега ние имаме два, вие имате еден и нормално е дека бројките се повисоки. Добро, а за железницата исто така битна, поготово со Бугарија, со се геополитичкиот контекст што го носи, но сепак и железницата во Албанија, да. Да, таму имавме една политичка ситуација со Бугарија, ние имаме огромен политички проблем со Бугарија. Јас бев шокиран дека и од ова направија проблем, зборувам за период 2024-2025 година. Јас кога се нафатив да бидам министер за транспорт, мислев помалку ќе се занимавам со политика, повеќе со реални проекти, ама за жал излезе дека не сум во право. Како и да е, не би се навратил назад, проблемот го решивме. Во ноември месец подпишавме меѓудржавен договор со тогашниот вице-премиер и министер за транспорт Гроздан Караджов, велам тогашниот често во Бугарија сменуваат влади, па пак влегоа во избори, па сега се избра нова влада и добивам сега сигнали дека сакаат да продолжат. Ние од наша страна си ја работиме работата. Од Скопје до Куманово, нели, имаме железничко поврзување. Минатиот јануари 2025 година го отворивме потекот од Куманово до Белјаковце. Сега интензивно работиме на Белјаковце, Крива Паланка, следна недела ќе имаме на терен, ќе видите таму е непристапен терен, буквално во планинарски услови се работи. И за третата делница, тоа е од Крива Паланка до границата со Бугарија, веќе е објавен тендерот за надзор, а очекувам следниве недели да се објави и тендерот за избор на изведувач. Таму работиме со Европската инвестициска банка и ќе одиме според нивни правила. И штом се колегите од Бугарија спремни, ќе работиме и на заедничкиот тунел. Таму договоривме да заеднички го градиме по наш проект. Така што ова е ситуацијата. Според роковите очекувам 2031-2032 година и тие да завршат од нивна страна, затоа што градат и тие од нивна страна, и ние од наша страна и да имаме поврзување од Скопје до Софија со воз. Добро, би заокружил со ова инфраструктура и транспорт. Со автопатот до Чафасан, нели, имаше голема дебата дали ќе има автопат до Чафасан или не, па дали тоа ќе се прекине. Што можете за тоа да кажете? Тие се вратам на претходнава реченица која што ја кажав, а тоа е дека кога бев избран, јас очекував дека помалку ќе се занимавам со политика и затоа ми беше желба тоа да го земам. Морам да ви дадам поширок контекст, па да ви дадам директен одговор. Најлошо е кога коментираат инженерски работи, проектни работи, работи од животна средина, луѓе кои што појма немаат од таа работа. Ја не велам дека сум имал пред да станам ова што сум, но сега тоа ми го носи работата и го ставаат во политички контекст. И после вие скоро и да е невозможно да објасните, затоа што тезата од еднава страна е Александар ги мрази албанците и не сака да не спои со Албанија и оди ти после објаснувај се на другава страна каква е реалноста. Да, ги мразите ли албанците? Се разбира дека не. А реалноста која е? Прво, ние градиме автопат кој што оди под целото течение од Струга, Тетово, Гостивар, еве дури и тој дел Букојчани Кичево ќе го споиме. Букојчани Кичево, Охрид се разбира и Струга. Има една траса која што ја избрале, како што ја избрале кога се подпишувал договорот во 2023 година и тоа е нормално во изградбата на автопати. УНЕСКО вели, видете, оваа траса е проблематична, ќе видиме са финално што ќе кажат крај на јуни, почеток на јули, ние се бориме да одбраниме трасата и велиме дека е добра и на крај ќе пресечиме крај на јуни, почеток на јули. Ако нашите аргументи победат, ќе градиме по таа траса, ако нашите аргументи не победат, ќе градиме по траса која што е малце подолу. Ама не се гради. Ама се разбира. И не можете вие се ова политички да го ставате во контекст.
Ама за некој што гледа на Сега, телевизија... и ти и јас сме у тој крај и овој момент почна да иритира, ако можам ваков овој збор да кажам, бидејќи во крајбрежјето има толку проблеми, апропо УНЕСКО, и сега нели луѓето рекоа баш сега за автопатот кога требаше да ни даде можности, туристи, нели движење, се најде да се земе како аргумент УНЕСКО, нели? Тоа беше моментот. Така. Ама прашање на наш избор е дали ние ќе ги почитуваме, именуваме работите или нема го правиме тоа. Секогаш е опција ние да излеземе од УНЕСКО, само мислам дека никој не е за таа работа. Се имајќи предвид дека не сакаме да излеземе од таму и на нив им ја преку глава, затоа што велат првпат препоракава ја дадовме 2019 година, тоаш за железничката линија. Иначе идејата е автопатот да ја следи железничката линија. Никој не реагира, нас ни падна коцката после добри 6 години да на нас падне товарот. Но повторувам, не е прашање дали, прашање е по која траса. Дали ти оди малце погоре, дали ти оди малце подолу, што за некој што не гледа сега нас на телевизија или на компјутер, мислам дека не значи ништо. Во ред, не, ова е битно да се објасни, но тензијата беше во тој контекст, ја не сакам сега за тие теми да не влегуваме, бидејќи нели ќе има после нели по крај брежвето, се гради, исто така УНЕСКО реагира, но идејата е дека ќе се гради тоа викате вие дали од една или друга. Сакам сега да влеземе малце во политичкиот дел. Вие сте и вице-премиер и ќе почнам со обвинувањата на опозицијата. Прв пат вака многу од нивна страна се употребуваат зборовите непријател, ВМРО е непријател или предавник или не ги зема предвид интересите на државата. Која е вашата реакција на овие изјави? Знаете, во политика е најлошо кога нема баланс на политичката сцена, а во моментов мислам дека нема баланс на политичката сцена, односно мислам дека трите политички партии кои што се во опозиција во моментов, секоја со своји карактеристики се неконкурентни. СДСМ е во длабока криза, нема да одам за ниједна од трите Чекор плюс, затоа што тоа се нивни внатрешни работи. СДСМ е во длабока криза, Левица има идентитетски проблеми, пробуваат во исто време да се и левичари и десничари, таков политички Франкенштейн никаде нема на политичката сцена, а дуи после долго време се во опозиција и веројатно имаат исто така внатрешни предизвици. И кога ова ќе го видите, тогаш тоа создава еден наратив во јавност кој што е далеку од пристоен. Но тоа е тоа. Ќе се бориме со тоа. Но сепак еве за евроинтеграциите, нели што се поврзува и со односите со Бугарија, нивната критика е најзвучна, да кажам. Дали исто така ова се поврзува и со изјавите на некој начин на премиерот кој кажа можеби треба да бидеме подготвени 10 години други да чекаме. Директно ќе ве прашам, дали според вас, без разлика кои се причините, но дали според вас Македонија е заглавена во евроинтеграцијскиот процес? Мојот став е познат, уште од опозиција. Мојот став е малце надвор од оваа конвенционална дискусија во однос на европските интеграции, не само на Македонија, туку на целиот регион. А тоа е дали ние ќе видиме каде е изворот или ќе одиме по теченијето на реката, па ќе коментираме. Мислам дека често се коментира теченијето на реката, а не се гледа изворот. И јас секогаш го коментирам изворот. А изворот е дека најголемите 6 држави или најмоćните 6 држави во Европска унија, од најголемите 6, 5 не се спремни за проширување. Само Полска е за. И тоа е суштината на проблемот. Кога би биле спремни за проширување, тоаш ние не би дискутирале за вакви вештачки проблеми. Но ова ваша изјава малце оди во контрадикција во која смисла? Еве сега, нели, ние ќе се споредуваме со Црна Гора и Албанија. Албанија ги заврши еве пред некој ден и влезе во последна фаза на тој процес, нели? Да не спомнувам детали, знаете за што се работи. И сега, ако вие викате дека земите членки
не се за интеграција, а процесот тече на начин што на сите на Балканот им се дава до знаење од Брисел дека ова ќе се случи брзо, или и јас сум слушал директно изјави од амбасадори кои викаа дека мора ние Македонија да ја вметнеме во тој воз, не смее да ја оставиме, освен ако Македонија веќе не сака. Тука има малце контрадикција на тоа што вие кажувате и што Брисел кажува. Па јас мислам дека ние, велам ние затоа што не сум само јас со овие информации, сме само малце поискусни од колегите во регионот. Затоа што нив ова ќе ми е прв или втор пат да ги излажат, нас ќе ни е веројатно 20. И само тука е разликата, нема друга разлика во пристапот. Добро, сега... Ако сакате можеме да продолжам. Не, идејата е сепак премиери, јасно, добро. Но значи вашата скепца, еве да превртам прашањето, не е кон самите држави, него кон самата Европска унија. Кажете ми година, ја ќе ви кажам точно во таа година што се зборувало и како не излегува. Не, тоа е јасно и ние сите знаеме што се случува и ние сме жртви на тој процес како граѓани на оваа држава и ние секаде тоа го кажуваме. Дека нечесно се лажат луѓето. А она што се случува е обид да се лажат луѓето во целиот регион. Во однос на проширувањето ситуацијата е јасна. Тоа застана 2013 година со Хрватска. Можноста да продолжи, според мене, е рамна на теорија. Не заради нас, туку заради внатрешните состојби во Европската унија. Кога би било спротивно од ова што јас го кажувам, 13 години се доволен период од 2013 до 2026 година да ова што го зборувам се демантира. Добро, ние ќе чекаме сега да не го повторувам повторно прашањето и ќе видиме и сега го ги прашуваме. Еве ние се да прифатиме. Да. Како што, например, во односите со Грција, претходната влада се прифати. Пак ништо нема да случи. Затоа што тоа е добриот изговор на реалноста, а реалноста е дека нема апетит за проширување. Добро, но која е алтернативата тогаш? Што треба ние да направиме? Никој не вели дека има алтернатива, никој не вели сега ние со Кина да се здружиме. Се разбира дека број еден партнер на целиот регион е Европската унија и се разбира дека натака треба да ги градиме нашите односи. Но исто така се разбира дека не треба да ги лажеме луѓето, да им кажеме за година или за две ќе станеме членови, кога нема да станеме, никој од регионот. Но еве, ако е тоа така, повторно ќе кажам, какви односи треба да има регионот, но и нашата држава, на крај крајва со Европската унија? Дали ние треба... Како тоа ќе изгледа? Па, како што изгледа сега, веројатно има и моменти каде што можеме да надоградиме. Еве, имаме план за раст. Тоа се работи кои што се одлични. Се можеме да зборувам за Македонија, не ги знам. За Македонија, во детали и плановите за раст на другите држави. За нас не интересира сега тука, да. Но мислам дека и за другите држави се тоа одлични работи. Тоа се работи кои што треба да завршиме. Ние еве денес утрово го почнавме денот и оваа работна недела, токму со состанок за планот за раст. Така што тоа се работи кои што можеме да ги надградуваме, мора да ги надградуваме и треба да го правиме. Тоа, како што кажав, тоа е добро за државата. Во однос на другите работи, ако се промени ова што е сега политичка реалност, тука сме. Ако не се промени, не треба да очајуваме. Еве, уште едно прашање тука. Мене лично ова многу ми се допаѓа, као новинар и граѓанин, што сум следел Европска унија со години. Во која смисла? Дека ако нема перспектива со Европска унија, ние сите тука треба да смислиме како да видиме иднината. Или какви односи би требало да изградиме со сите, геополитички, економски и така натаму. Но вака прв пат толку директно се кажува од некој политичар, а тоа сте вие. Па затоа прашањето ми е колку се спремни целата политичка елита, опозиција, власт, сите кои сте таму, овој наратив или овој став да го презентира веќе како стратегија. Па тоа веќе го гледаме. Иначе ќе искоментирам и на ова претходно што кажавте. Например, премиерот на Албанија и претседателот на Србија испратија заедничко писмо, кое што доколку добро и внимателно се прочита, тоа писмо вели, не вака брутално како што ќе го кажам, но вели ние сме свесни дека не примате, да ја се договориме за други односи. Тоа е суштината на она што е напишано. И јас ова што кажувам, стојам позади секој збор, не го кажувам прв пат,
почна да го зборувам од 2018 година, единствено имам проблем, не со вас, туку со ваши колеги новинари, кога од се ова што кажувам, ќе ми извадат наслов од 5 збора и комплетно ќе отиде контекстот во друга насока. Например, вадеа наслови како јас сум љубоморен, Александар Албанија никогаш нема да стане членка на Европска унија. Не е тоа поентата на ова што зборувам. Јас зборувам дека никој во регионот, за жал, не за среќа, за жал, нема да стане член, не заради нас, туку заради тоа што Европска унија не е подготвена. Ова што кажуваме целосно различно од насловот кој што ви го цитирав. Така што ние можеме навијачки до утре да ставаме наслови и да ни врват годините и да се во овој разговор не. Ние себе баш сакам директно и затоа ве прашувам многу слободно. И исто ви кажав мој став, како новинар и тој што сум следел, бидејќи ако се остават граѓаните во илузија, е многу полошо отколку да се занимаваме со директен став, без разлика што би се согласиле или не. Јас кажав уште една изјава, тогаш беше и за политичарите во Албанија и за политичарите во Црна Гора. Морам да признам дека во Албанија веќе почнаа поодговорно да се однесуваат кон јавноста. Само тоа писмо што го спомнав е во таа насока и еве сега ќе го ревидирам. Не сакам да сум во кондурите на политичарите од сегашната влада во Црна Гора кога ќе дојде 2029 година. Затоа што тие велат дека најдосна 2029 година Црна Гора ќе стане членка на Европската унија. Не сакам да бидам во нивни кондури кога ќе дојде 2029 година. Што ако се случи? Тогаш јас не разбирам политика и немам добри комуникации и добри извори во меѓународната политика, а мислам дека имам. Добро, тогаш би се повлекал од политиката. Па би се повлекол од политика ако направам нешто грешка за домашната политика. Но сепак ова е круцијално, нели? Ова е за надворешна политика, но она што јас го имам како информација. Не, круцијално е за едината и за визијата на државата. Оставам простор од не повеќе од 5% да ги имам погрешните информации, ама еве годините наназад, ако не и децении, покажале дека имам добри информации. Во овој контекст сакам... И пазете, ова не им се допаѓа и на дел спомнавте амбасадори и на дел амбасадори што го зборувам и овде во Македонија, затоа што и тие сакаат порозева слика да покажат, ама времето поминува и го демонтира ова што го зборувам. Да, и има од дипломатските кругови сепак тоа што реков, викаат би сакале Македонија да оди напред и сето тоа добро да не го влекуваме. Но во овој контекст што ќе се случи со односите со Бугарија? Ако се мисли или се мислеше, еве сега малце со друга граматика, дека членството во ЕУ ќе потикне решавање на тоа што се случува, ова ќе значи дека односите ќе бидат такви какви што ќе бидат, или и нема да се случат ни уставни промени и сето тоа што се бара за спорот да се реши. Што ќе се случи според вас со Бугарија? Основата на проблемот со Бугарија е дека процесот нема известност, односно нема крај. Колку и да е тежок, доколку знаете каде е крајот, можете да правите стратегија. Овдека цело време е класичен moving target, односно не знаете каде ќе заврши. И тоа поедноставено во јавност се нарекува уставни измени, но кога ќе одете малце под површината, гледате дека е многу повеќе од уставни измени. Но вториот проблем е што никој не знае дека тоа е крајот. Ние за да ги извадиме и нив на чисто, сме предлагале работи кои што гледате ги одбиваат. Например, велиме дајте да важат уставните измени не после членство во Европска унија, после завршување на преговорите за членство во Европска унија, што не значи кога ќе станете член. Велат не. Дајте велиме да спроведете ги пресудите на Европскиот суд за човекови права кои што вие сте член. Велат не. Дајте било каква валидација на ова што е национален идентитет овдека, велат не. Така што јасна е таму работата, да не зборувам за односите кои што се на дневно ниво, но тоа е нивна политика, се јас не можам да ја крирам нивна политика. Но ова без Европска унија и вакви ситуации како еве вие ги осликувате, значи дека проблемот ќе остане уште многу години. Јас мислам дека кога би се променил односот во Европска унија за проширувањето, проблемот со Бугарија ќе се реши за едно предпладне или едно попладне. Се додека тоа не се случи, ќе изгледа вака нерешлив. Значи се поврзува со целата... Еве видете со Украина што се случува. Дали било кој мисли дека доколку има силна волја Украина да стане членка на Европската унија, дека проблем ќе прави Словачка, например.
Добро, ќе видиме. Сакам да се вратиме малце, бидејќи ова на некој начин исто така не носи во домашната сцена. Ние тука имавме политички партии на албанците, сега се влен, кои протежираа дека за 6 месеци ќе се реши проблемот, дека уставните промени ќе бидат за 6 месеци од кога ќе се формира новата влада и сето тоа. И тоа не се случи. И сега како им објаснувате на нив и на сите тие, бидејќи ова беше нивно многу битно ветување за албанскиот електорат? Ние коалиционен договор дека за 6 месеци било што ќе се реши сме немале. И ако добро сеќам на нивните изјави, оставам простор да не сум ги видел сите, тие велеа дека за 6 месеци ќе почне да се разговара за прашањево. Овие се интерпретации сега. Луѓето пораката ја добива дека за 6 месеци. Затоа велам, не ги знам сите изјави, но знам она што сум го видел. Имајќи предвид дека се директно вклучени во процесот нашите коалициони партнери и го гледаат однатре и тие се свесни за ова што јас го зборувам, а тоа е дека проблемот е далеку поширок и покомплициран од тоа што се представува во јавност. Во контекст на односите во коалицијата и со албанскиот дел, големо чувство е, поготово во албанската популација во нашата држава, дека меѓуетничките односи се многу затегнати, дека се ствараат проблеми кои за многу луѓе мислеа дека се затворени. Што ќе кажете за ова? И не знам дали ги добивате информациите или читате или следите што се случува во социјалните медиуми, каде што има наплив на говор на омраза од двете страни, не велам не, која веќе личи на тензии од 90-тите или негде после 2001. И не гледаме никаква осуда од ВМРО, од властите, од институциите. И сето ова на некој начин, еве како што кажав, се мисли дека намерно, бидејќи нема резултати, намерно меѓуетничките односи се затегнуваат. Прво, немам таков впечаток и ти да дозволите не се согласам. Да. А во однос на социјалните мрежи, за жал, особено социјалната мрежа Facebook, последниве години станува место на исклучителен излив на негативни емоции секаде во светот. Па вие отворите за мене што се пишува, за премиерот што се пишува. И сега ние што треба? Тргнеме и ловиме тие луѓе да им забрануваме. Па треба да има, па според закони, ако тоа го прави некој, може да се казнат, може полицијата да реагира, има cyber unit. Ние не гледаме ни осуда, но не ми е поентата, Испаднеме недемократи, испаднеме дека сакаме да супресираме слобода на говорот, иначе ние какви... Ама не е слобода на говор ако јас сакам да ви пишувам на вас дека сакам да ви го лишам семејството, бидејќи сте... Да, па не е во ред. Мене ништо не пишува. Не, затоа кажам, не е во ред. Или обратно, или поради етникумот, поради етничката припадност, поради не знам што, не гледаме осуд, ама не ми е толку поентата во социјалните мрежи, таа слика на како политиката според тоа што викаат аналитичари и граѓаните, како политиката се однесува кон меѓуетничките односи. Мене ми пишуваат многу полоши работи од овие, ми е навистина непријатно и кажувам. За моето семејство, за членови на моето семејство кои што за жал не се веќе меѓу нас, така натака. Но алтернативата е да тргнеме да ги апсиме тие луѓе и после бидеме прогласени за власт која што супресира слобода на говор. Но ајде, различно ќе го правам прашањето. Не мислам дека социјалната мрежа Facebook е ваква говор на омраза, ваква говор на омраза не постоеше пред 2 години. Сега се појавува. Ваков говор на омраза на Facebook никаде во светот не постоеше, затоа што нормалниот свет се трга, не коментира, се исклучува и така натака, и остануваат само луѓето, извинете што ќе бидам директен, со фрустрации. Добро, ајде конкретно тогаш. Што, прво, директно ќе ве прашам, за вас, меѓуетничките односи, какви се сега во Македонија? Мислам дека многу коректни. Добро. Тоа што Дуи не е на власт е друг проблем. Воопшто не ни спомнав Дуи и во моментот тоа не е ни битно, во моментот воопшто не е ни битно за овој момент. Ќе ве прашувам за Дуи малце покасно. Протестите на студентите, како ги оценувате? Еве,
Мислам дека бара да се спроведе законот и уставот на нашата држава. Мислам дека тоа слично како на почетокот на ова интервју кога зборувавме за лошото наследство што го наследивме во однос на изградба на автопатишта, едно лошо наследство од минатото кое што не е решено и кое што дефинитивно треба да се реши. И апсолутно и јас и премиерот кажа јавно, сметаме како влада дека ова треба да се реши и ќе го решиме. Никој не вели дека нема да се реши. Апсолутно е прашање кое што треба да се реши. Можеме да зборуваме зошто не било решавано во минатото, не мислам дека на било кого било што ќе му помогне. Единствено што мислам дека се согласиме, тоа не е поентата, него поентата е да се решава на начин што предизвикува други или одредени министри на начинот како тоа го презентира, потекнуваше тензии. Тоа е идејата. Во ред, но ние на крај ќе го решиме како влада. Но морам да искоментирам. Мислам дека е нечесно поранешни министри за правда од Демократската унија за интеграција, кои што директно можеле да го решат, не го решиле, зошто тие знаат, сега да коментираат. Затоа што треба да знае јавноста дека ова прашање не се решава нити со промена на устав, нити со промена на закон, затоа што рамката имаме и во уставот и во законот, туку треба да се реши во рамки на Министерството за правда. И ќе го решиме. Имаше премиерот средба со копредседателите на сега веќе политичката партија Влен, се работи на модел и моделот ќе биде најден и ќе го решиме прашањето. Добро, кога или ти тоа не се знае, бидејќи имаше најави за 2 дена, па после се повлекоа тие најави, ама за не мислам дека ќе е за 2 дена, но исто така не мислам дека ќе е и за многу долго време. Добро, но во контекст на ова, кога се работи за законите кои на некој начин донесоа спокој во Македонија, бидејќи се поврзува со Охридскиот договор, сега со ова влада чувството е дека ако се работи нешто за албанците, или се носи у Венеција, да се проверува тоа нешто, или кога се може законите да не се спроведат до крај, како што е да речеме закон за употреба на јазици и сето тоа, или правична застапеност. И еве ќе ве прашам директно. Вие сте министер за транспорт, градите нови патишта, во табелите кај што се дозволува да има и на албански, го нема албанскиот јазик. Извинете, ама не е точно. Не е точно? Не е точно. Зошто? Затоа што има и затоа што ги почитуваме. Па еве во тој пат кај што ја и ти патуваме, нема. Тој пат не е завршен. Тоа се Ама нови табели се. Тоа се нови привремени, кога ќе биде завршен, согласно законот ќе биде испочитуван. Значи се привремени ќе бидат Исто како спомнав преска за Куманово Белјаковце пругата која што ја пуштивме, имаше привремени табли, се заврши, поедете, видете, сега ќе видите дека е испочитувано. Океј, ќе ве држиме. А во однос на Венецијанската комисија, да. Сега се вратам пак на ова со дали шведска маса е или почитуваме. Едно од ветата кои што Македонија ги доби во минатото заради членство во Европска унија беше едно од почесните работи што случи кога Франција директно излезе напред и кажа треба нова методологија, па измислија новата методологија, па магично Бугарија после излезе напред, но кога ја презентираа таа нова методологија, во однос на владењето на правото стана обврзно за сите земји кандидати да почитуваат две институции. Тоа е Венецијанската комисија која се носат закони и Европскиот суд за човекови права во однос на пресудите. Тоа е, обврзани сме од Европска унија да го почитуваме, ова и го почитуваме. Но еве го спомнавте законот за правична застапеност, тој се изработи, помина на Венецијанска комисија и си влезе во собраниска процедура и тоа е тоа. Во Венецијанска комисија и јас и вие знаете дека они никогаш не викаат не децидно, него даваат сугестии. Да, и после се вратуваат тие сугестии и се усвојуваат законите. Тука е моментот. И никој не забранува ако нешто е повеќе од тоа што е минимум. Точно. Не треба се оди надолу. Дака. Сега ако е нешто повеќе, зошто би требало да се оди да се проверува? Вие сте великодушни, како влада, како држава, нели ке речеме, ние сите етнички групи сакаме да се застапиме. Венецијанска комисија е прилично нема да кажат не. Прилично ефикасна. Јас не се сеќавам да процедура траела подолго од 3 месеци. Така што не гледам проблем за било кое законско решение да го исконсултираме. Еве планот за раст на пример. Таму уште покомплицирано е. На пример, ви вели Европската унија во план за раст треба да донесете XY закон. Го донесуваме на владина процедура. Бараат после тоа да се преведе, да оди во Брисел, да тие го ревидираат, па дури после да оди во собрание и тоа зема 6 до 9 месеци. Ама па нивната логика јас ја разбирам. Велат
подобро еднаш кога да се усогласиме како што треба, него 3 пати истиот закон да го носите. Во ред. Сакам да завршам со овој дел со етничките теми, со еден битен момент кој за сите албанци во Македонија, а тоа е јазикот. Без разлика дали сте партиите во опозиција или во власт, они сите знаат дека ако нешто се случи, да се представи дека употребата на албанскиот јазик ќе се намали на било каков начин, реакцијата ќе биде огромна. Ако не ви го кажуваат партнерите или другите податоци или опозицијата, еве јавноста тоа го реагира. Дали мислите дека може да се случи да има повторно тензии, апропо ова што го збориме, ако Уставниот суд ги повлече или ги поништи одредени одредби од законот за употреба на јазици? Не сакам да изгледа дека сум во дефанзивна улога, но мислам дека треба сме јасни дека овие се теми кои што ги измисли Али Ахмети за политички да преживее. Иницијативата за оспорување на членовите во однос на законот за јазици е директно потикната и организирана од ДУЕ, ќе бидам директен. И нивна е волја и притисок врз Уставниот суд да падне, за откако ќе падне, да они се вратат на голема врата на политичката сцена. Само завршам. Ова нив им е играта. И не случајно, додека траја нивните протести пред Уставниот суд, Соединетите американски држави баш тој ден го ставија Артан Груби на црната листа, тоа беше многу јасна порака дека играта им е прочитана. И сега ние за да се спасат 2-3 политички кариери, треба да жртвуваме цела држава. Мислам дека несериозно влегуваме во оваа дебата. Дали не, еве ќе ти дадам еден друг контрааргумент. Ако е ова така, зошто ВМРО или представници на ВМРО кои ја поттикнале оваа иницијатива во Уставниот суд, не представници од ВМРО, не ги повлечат овие иницијативи и ќе заврши целата. Не е поднесена од ВМРО. Има од представници од ВМРО поднесено. Од кој конкретно? Сега имењата ги нема, јас си тврдам дека не е од ВМРО. Да, има. Ако е така, од кого е организирана и ви кажав. Добро, тоа е делот. Од другиот дел е ако е тока така, зошто треба само да се повлечат некои иницијативи и тогаш Уставниот суд ќе нема што да дискутира. Тоа треба подносителите и прашате на подносители од ВМРО. Добро. Ќе се вратаме и на ова понатаму. Сакам на крај, значи не мислите дека оваа тема би предизвикала меѓуетнички тензии ако еве нешто така се случи? Мислам дека законот се почитува, никој нема против законот и мислам дека законот треба да продолжи да се почитува. Добро. Дебатата е дека не се почитува секогаш до крај, ама ова е... Што ќе прави ДУИ и какви политички игри ќе игра, тоа сме ги прочитали. Да, тоа не интересира. Другиот момент, на крајот на ово интервју, сепак се поврзува со целата политичка слика, е дека во оваа влада има 3 вице-премиери. Едниот не оди на работа. А дојдовте на власт, вие и заедно со Влен, со големите изјави дека има многу луѓе што не одат на работа и земаат плати, кога вториот човек од владата не оди на работа неколку месеци. Колку тоа коректно етички? Кажа премиерот дека ќе разговараат и знаете дека тоа е дел од состојбите внатре во Влен и начинот на кој што се организира Влен, но ќе поразговара премиерот со него и ќе имаме за многу брзо време решение на овој проблем. Ама не е коректно неколку месеци, нели? Кој ги извршува неговите работи? Значи тоа во јавноста се чита или таа позиција воопшто не е битна, бидејќи ако не немал некој 3 месеци. Тоа треба него прашати, е многу коректно како прашање, но не можам ја во туѓо име да одговорам. Но сепак нели, еве 3 месеци ако некој не оди на работа, вие ако не одите 3 месеци на работа, што ќе се случи со вашите институции што ги водите? Не 3 месеци, 3 дена да не се оди на работа не е во ред, но мислам дека не можам да бидам портпарол на било кој друг. Добро, тогаш какви се односите со Вленеве? Добри, коректни, јас сум задоволен, соработуваме добро. Мислам дека имаме разбирање за голем број на политички прашања. И ако ми дозволите, ќе кажам нешто еве за крај кое што можеби не е искоментирано во јавност. Јас сум прв пат во влада, но сум бил претходно на високи партиски позиции и сум бил пратеник каде што сум ги гледал владите други. Ова е прва влада која што не манипулира јавноста во дел на меѓуетнички односи. Односно, ова е влада која што не прави тајан состанок во понеделник, на кој што се договараме дека ќе измислиме дека чашата е проблем,
Во вторник коалициониот партнер ќе почне да реагира дека чашата е проблем. Во среда ВМРО-ДПМН или СДСМ, зависи кој е во влада, ќе глуми голем патриот, па ќе се чука во гради дека чашата не е проблем, и во петок заеднички ќе се тоа реши. Ова е прва влада која што не прави такви манипулации во однос на граѓаните. Еве ти го спомнам законот за јазици, јас сум жив сведок и знам дека не може да ме демантираат од ДУИ, затоа што ќе се сетат на разговорите, каде што ДУИ барало во претходната влада на ВМРО-ДПМН да не се оди до крај со решенијата, затоа што ќе немале за што зборуваат на следните избори. Ние такви работи сега не правиме. Добро, ќе ги прашаме. Во контекст на Влен и целата ситуација, се најавуваше дека ќе има реконструкција. А најверојатно би требало да има реконструкција или можеби замена. Што ќе се случи во тој контекст? Тоа е прашање за премиерот, тој е мандатар, тој ја составува владата, тој оценува како работат членовите на владата, така што мислам дека премиерот треба да го даде своето гледиште во однос на оваа работа. Во овој контекст предвреди избори би можело да има. Се најавува после нова година, се зборува нема во различни кулуари. Се нормално во политика, но нема таква работа. Значи не може да има најава. Океј. Дали во било каква ситуација имаше најава дека би можело во коалицијата да се вклучи и партијата на Зијадин Села, сега со ново име, нова партија? Нема таква работа. Добро. А кој би било односот со ДУИ? Беше како ваш главен непријател во политички, нели секако, но вие сам кажавте дека они се реформираат, имаат реконструкција и се до тоа. Кои се вашите односи сега и дали би можело да има друга соработка со ДУИ? Не, мислам дека ние имаме партнер. Јасно е кој е партнерот на оваа влада и ние не сме луѓе кои што работат позади грб. Можам да зборувам за себе, за премиерот и за најтесниот тим во ВМРО-ДПМН и ние никогаш нема никому да работиме позади грб, имаме честен однос со Влен и тоа ќе продолжи да биде така. А што ако во можни наредни избори има друг резултат и дали би го поддржале тоа идејата победникот со победникот? Таа идеја ДУИ ја напушти. Ма и ВМРО имаше напуштено. И па после беше следна околност. Сега и двете партии сте ја напуштиле, нели? Тоа е завршена тема, но што ќе се случи после следни избори, кои ќе се бројките, не можеме да претпоставам. Јас зборувам дека Но начелото победник со победник дали би се Не, мислам не, но владата има коректен однос, коректна соработка и тоа ќе остане така. Значи без разлика колку гласа и колку пратеници ќе добие Влен, они ќе бидат во влада ако ВМРО победи во наредните избори. Тоа се теоретски прашања, јас кажав сега како функционираме и ќе продолжиме да функционираме така. И на крај морам да го спомнам целата ситуација со Груевски. Дали би сакале да се врати министре Николовски и да се соочи со правдата? Тоа не е прашање на моја желба, тоа е прашање на одлука на едно 5-6 институции. Нема, вие ве прашувам како политички чинител и битен чинител. Од кој што сите 5-6 не се во оваа држава. Знаете дека е во друга држава, така што тоа е работа над која што немам никакво влијание. Ако се вратил, мислите дека би влијаел во политичката сцена? Не. Искрено ви се заблагодарувам за ова интервју, за овој разговор. Се надевам дека имавме можност да разјасниме. Има и многу дилеми, нели, но отворени, добре да отвориме дебата во јавност. Но ќе ве канам повторно, тоа е идејата. Со задоволство. Ви благодарам многу, фалендерит шум. Фалендерит. Тадашун дјекас кту përmbyllim këtë intervist me Aleksandar Nikolovskin, zëvendës kryeministër dhe ministri i transportit. Sigurisht do të vim bashkë sërish pas disa ditësh, deri atëherë miru pafshim.